Почитувани, ги следите вестите на Канал 8. Представници од Унгарската асоциација Кронос ги посетија општините Кочани и Виница и остварија работни средби со градоначалниците Илиев и Димитров, при што беа представени проектите од областа на заштитата на животната средина. По согледувањето на потребите на општините од источниот регион, ќе може да се одберат проекти што би се финансирале со поддршка од фондовите на Европската Унија. Представници од Унгарската асоциација Кронос одржаа работна средба со градоначалникот на Кочани Николчо Илиев и со тим од Центарот за развој на источниот плански регион. На средбата се разгледуваа можностите за оформување и аплицирање проекти од областа на заштитата на животната средина, а за што би се барала поддршка од фондовите на Европската Унија. На средбата беше нагласена и потребата од заедничко дејствување за остварување на регионалните заложби за зачувување и заштита на природните ресурси, поради што унгарските активисти ги мапираат потребите на општините од Македонскиот исток. Градоначалникот Илиев истакна дека Кочани веќе има приоритетни предлог проекти, при што акцентот е ставен на можноста за искористување на оризовата слама во производство на електрична енергија, проект што воедно ќе обезбеди и заштита на животната средина од сегашната практика на земјоделците да ги палат жетвените остатоци. Исто така, нагласена и големата потреба од изградбата на постројки за прочистување на отпадните води на Пониква, како и на можностите за искористување на геотермалната вода во бањски цели. На состанокот со унгарските представници беа представени и активности поврзани со решавање на загубите на вода од водоснабдителниот систем во Кочани, за што локалната самоуправа и комуналното претпријатие Водовод имаат подготвен план. Заеднички заклучок од работната средба е дека предноста на Кочани во однос на другите општини од регионот е што за голем дел од проектите веќе располага со подготвена техничка документација, со што реално може да се добие европска финансиска помош. Представниците од Унгарската асоциација Кронос имаа работна средба и во општина Виница, каде се сретнаа со градоначалникот Ивица Димитров. При тоа било истакнато дека асоциацијата веќе има своји канцеларии во Србија, Црнагора и Хрватска, а планира да отвори и во нашата земја. При тоа се реализира програма што опфаќа пред се инвестициски сложени проекти со минимална вредност од 400.000 евра од областа на животната средина. Проектите кои би биле прифатени се финансираат од Лайф фондот на Европската Унија. Поради градежни работи на експресниот пат Штип-Кочани на потегот од Подлошки пат до хотелот Национал се применува времен режим во сообраќајот. За влез, односно излез во Кочани, возилата се пренасочуваат по улицата Крижевска, преку лесна индустрија. Се молат учесниците во сообраќајот да се движат внимателно, да имаат трпение и да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. 6 ученици од основните училишта во општина Кочани добија награди на ликовниот конкурс што комуналното јавно претпријатие Водовод и проектот за третман на отпадните води го организираа по повод Светскиот ден на водата. Истиот конкурс се спроведе и во 5 други општини од источниот регион. По повод 22 март, Светскиот ден на водата, проектот за третман на отпадни води од Кочани и проектот за подобрување на водоснабдувањето во Делчево организираа ликовен надпревар на тема "Штедиме и причистуваме вода, потребна ни е за во иднина". По завршувањето на надпреварот, во фабриката за вода во Кочани беа предадени наградите за најдобрите творби за учениците од нашата општина. Првата награда и припадна на ученичката Надица Апостолова од Основното училиште Свети Кирил и Методи, а наградени беа и Анабела Коцова од истото училиште, Емили Стаменкова од Крсте Петков Мисирков од Оризари, како и Леа Апостолова, Мартин Јовик и Наталија Карова од Основното училиште Никола Карев. Ликовниот надпревар беше организиран од страна на швајцарскиот консултант ЕБП во соработка со јавните комунални претпријатија каде што овие проекти се одвиваат. Согласно пропозициите за ликовниот надпревар, право на учество има сите ученици од 6 до 9 оделение. Еволуацијата ја изврши швајцарскиот консултант. Согласно таа еволуација, значи имаме една прво наградена
ликовна творба и 5 второ наградени, каде што денеска беа прочекни доделени самите награди. Ликовниот конкурс е организиран во рамки на јавната кампања, кој што паралелно се одвива со имплементацијата на проектите, и целта на таа јавна кампања е зголемување на јавната свест во однос на како ги употребуваме ресурсите на вода, дали сме свесни колку е значењето на реупотребувањето на вода и како се однесуваме со отпадните води и што се исфрламе во канализацијите или нашите отпадни води. Учесниците на ликовниот надпревар имаа широка тема за творење, со оглед што беше опфатено штедењето на водата, заштитата на водните ресурси, третманот на отпадните води, повторната употреба на веќе искористена вода и слично. Најдобрите творби, односно учениците, кои ги сликаа во Виница, Делчево, Берово и Пекчево, каде што се спроведуваат двата проекта, исто така добиваат награди. Со тоа се одбележува Светскиот ден на водите 22 март. Основното училиште Малина Попиванова во 90% го заврши фасадирањето на установата. Во наредните денови ќе следува уште преостанатиот заден дел од училиштето. Во тек е хортикултурно уредување на училишниот двор. 90% од фасадирањето на училишната зграда на основното училиште Малина Попиванова е веќе завршено. Тоа е финансирано од Министерството за животна средина и просторно планирање. 10% што останаа за комплетирање на фасадата ќе бидат завршени со средства од училиштето, истакна директорот на училишната установа Благој Петров. Тој додаде дека во тек се активности за одбележување на спортските терени и хортикултурно уредување на дворот. Од другата недела ќе започне да се прави на целото училиште цоклето. Исто така и спортските терени ќе бидат обележени и ќе се наместат спортските реквизити. Поточно на кошаркарското игралиште ќе се наместат кошовите. Исто така, значи сега најверојатно денеска или утре ќе биде доставена и земја, ќе се околу спортските терени ќе се средува хортикултурата за да не биде школата уште подобро, како што направивме до сега. Мислам дека ќе биде и натаму уште поубаво. Другата недела ќе биде распишен и тендер за промена на прозорците во спортската сала, значи ќе се стават ПВЦ прозори и подот ќе се мени. Онлайн наставата во ова училиште тече без прекини и без поголеми проблеми. Во моментот немаме ни едно дете заболено, значи имаме 2 наставнички во изолација кои се и им посакувам и вака, значи јавно, побрзо оздравување, да се вратат побрзо, значи во нормалниот живот. Инаку наставата тече во најдобар ред, ние сме спремни со сите, го следиме протоколот што ни е даден од Министерството и работиме по него и мислам дека успешно се справуваме во ова време-невреме. Од неодамна училиштето ангажираше Агенција за обезбедување на училишната зграда со цел зачувување на новите реквизити во училиштето и во училишниот двор. Минатата година ова училиште ги реновираше тоалетите, а имаше и целосна обнова на клупите во училниците. Поставени се лед светилки во ходниците и во училниците, како и рефлектори во училишниот двор. Со постојана грижа за здравјето на пациентите, но без многу активности поради мерките за заштита од COVID-19, беше одбележан Светскиот ден на бубрегот и неделата за заштита на бубрезите, што секоја година се одбележува од 10 до 20 март. Целта е истакнување на значењето на бубрезите, како и да се запознае населението со начините на заштита на бубрезите. По повод одбележувањето на Светскиот ден на бубрегот и неделата за заштита на бубрезите, што се одбележува во месец март, Центарот за дијализа од Кочани Диаверум со активности за заштита на пациентите со оштетени бубрези и кои извршуваат дијализа. Станува збор за еден од водечките центри кога е во прашање здравствената нега при бубрежни заболувања, кој ја презеде приватната здравствена установа Диамет Македонија, која што оперира со 9 центри за дијализа и се грижи за повеќе од 670 пациенти во земјава. Центарот во Кочани обслужува 50 граѓани кои одат на дијализа од 4 општини: Кочани, Виница, Чешиново, Облешево и Зарновци. И оваа година го обележуваме Светскиот ден на бубрегот со тоа што секојдневно се грижиме за нашите пациенти во Центарот на Диаверум. Се грижиме навремено да се транспортираат секојдневно за да се извршуваат дијализните третмани.
Диаверум во моментов оперира во 20 земји во светот, вклучувајќи ја и Македонија, и има над 25 годишно искуство со успешно третирање на пациенти со бубрежна болест, како и работа со превентивна нега за да се спречи развојот на овие болести. Токму и тоа и мотото на годишното одбележување на Светскиот ден на бубрегот, превентивно да се делува да не дојде до бубрежни заболувања. Се препорачува на пациентите навремено да прават редовни контроли, да се консултираат со матичните лекари, оние кои што примаат редовно да си ја земаат пропишаната терапија, да се регулира крвниот притисок, да се внимава на исхраната и исто така колку што е можно да се намали стресот и секако да се води здрав начин на живот. Главниот фокус на Диаверум е инвестиции во дополнително унапредување на медицинска услуга, едукација на стручен персонал и на пациентите и примена на најсовремена медицинска пракса во областа на третманот со бубрежно болните лица. Втора година Светскиот ден на театарот 27 март ќе помине без никакви активности и одбележувања. Театрите и годинава, како и лани поради пандемијата, ќе останат празни без представи и публика. Актерите порачаа седи дома и уживај со театарски представи на интернет. Како и се друго во државата што не функционира и е ставено на пауза поради состојбата со коронавирусот, така и Светскиот ден на театарот 27 март и годинава ќе остане пуст и без театарски представи. Ворената состојба во државата ги остави и актерите и публиката дома, без подготовка на нови премиери и представувања пред граѓаните. Како за сите сфери од општественото живење, така и за културата, момент е да се остане дома и да се изгледаат неизгледаните представи, односно да се користи повеќе интернетот. На 2 дена пред Светскиот ден на театарот, истото го порача и нашата актерка Кристина Атанасова Арсова, која рече дека поради ворената состојба театрите ќе останат празни, но порача сите луѓе максимално да се заштитуваат и чуваат, а Светскиот ден на театарот ќе биде одбележан онлайн. 27 март, денот на театарот, оваа година светската порака ја напиша Хелен Мирен, а македонската порака ја напиша Сузан Агбелге. Јас би додала дека уметникот не постои за да се покажува себе си и својата личност, туку за да биде во служба на некоја друга општа повисока идеја. Вистинскиот уметник секогаш е слуга кој се обидува да си го отплати талентот што го добил на некој си свој чудесен начин. Но уметникот во ова време се бори за своето место во оваа професија која без друго е обележана со несигурност. Но Брехт како што прашува, во мрачни времиња ќе има ли пеење? И одговара, да, ќе има пеење за мрачните времиња. И кога сите дефиниции и димензии за театарот паѓаат во вода за време на криза, предизвик и културна обврска на секој поединец уметник е да повикува на повисок степен на одговорност, на иновативност, креативни истражувања, на нови модели и форми на театарското битисување, сега и секако и во иднина. Како што рекол Достоевски, дека кога ќе се изгуби богатството, ништо не е изгубено, но кога ќе се изгуби здравието, се е изгубено. Затоа, драга публико, јас би сакала да ви кажам да се чувате, а ние ќе се обидеме секако да најдеме начин нашата креативност да стигне до вас. На крај крајава во ова денешно време, во време на пандемија, тоа би можело да биде и онлайн. Затоа чувајте се, бидете во добро здравје. Театарскиот ден 27 марта секако ние креативците ќе најдеме начин како да го чествуваме. Генерации глумци заминуваат, но театарот останува, обстојува и прекоси на просторот и времето. Како и да е, не треба да се губи надеж, додава Атанасова Арсова, бидејќи како и се друго и оваа криза ќе помине, па повторно ќе заживеа театарот и сите убавини со него, а ќе продолжи како што и беше тргнало со уште поголема заинтересираност на младите за театарот и актерството. И уште една информација од спортот. На Пониква продолжува сезоната за ноќно скијање, за што се ангажирани патеките и двата ски лифтови. Од фирмата концесионер најавуваат дека скијачите за време на предстојниот викенд ќе можат да ги користат услугите и да уживаат во зимските авантури. Последните врнежи од снег и ниските температури кои придонесоа подебелиот снежен слој да се задржи, овозможуваат скијачката сезона на Пониква да продолжи и во текот на март. Иако не вообичаено за овој период од годината, сепак посетителите можат да уживаат и во дневното и во ноќното скијање што веќе се реализираше 3 пати во текот на оваа зима.
Од фирмата Eurocommerce, која е концесионер на терените на Пониква, информираат дека се подготвуваат патеките број 1 и 3, а вклучени се и скилифтовите и осветлувањето. Со оглед на дебелината на снежната покривка, за сега нема потреба од дополнително ангажирање на топовите за вештачки снег. Со оглед на интересот за скијање, термините се прошируваат и в петок, како и во текот на деновите од викендот. Користењето на патеките за скијање во вечерните термини започнуваат во 17 часот и ќе траат до 21:30. Инаку патот до рекреативниот центар Пониква е проводен, како и паркингот пред одморалиштето на Министерството за внатрешни работи и во местноста Аеродром на Пониква. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.